Добро вечер, повторно од мене Сашо Ордановски, понеделник, како и секој понеделник, програмата ќе затвориме со последната дискусија во овој дел од отвореното студио 1 на 1 ТВ. Не заборавајте, утре со вас ќе биде екипата на 1 ТВ, која што ќе прави директен практично пренос и покривање на целата посета на папата на Скопје. Програмата ќе почне рано наутро и ќе трае се додека е оној отворен дел од програмата. Мислам дека папата негдека во некои подоцни попладневни часови ќе ја напуши Македонија, така што очекуваме дека и утрешниот ден ќе биде интересен за вас, а вечерта, односно од рано во некакви рани вечерни часови, со вас ќе биде колегата Александар Чомовски. Тој е оној, знаете, со големи мустачи, кој што исто така предизвикува разни интересни дебати. Може да ќе уклучи публика, телефони и така. Тој е Чомовски. Моите двајца вечерасти гости и Чомовски и мене ме знаат одлично, а и целата екипа, предпоставам, на НТВ. Тоа се мои стари добри колеги, колегата Зоран Иванов, новинар, и Џунер Исмаил, аналитичар на разни начини, во суштина филозоф, така ли, Џунер? Секој ќе има проблем да те представам. Во обид. Се договоривме вечерва да направиме една мала анализа за тоа што се случи на претседателските избори, како завршија и може би уште повеќе што е она што следува. Бидејќи поминавме низ едни драматични, да кажем, 3-4 недели и некако како да се случи еден антиклимакс вчера со една неочекувана, па потоа очекувана победа на Пендаровски, со една разлика која што можеше биде и помала, излезе 60.000 гласови, можеше биде и поголема, со една долга пресконференција на опозицијскиот штаб, во која што не слушнавме преголема самокритичка анализа за настапот, но кандидатката Гордана Силјановска-Давкова и претседателот на партијата практично прогласија дека победила, иако фактички ги изгуби изборите, и едни обраќања на страна на победничката коалиција кај Пендаровски, кај Заев, во кое што веднаш почнува да се, како да кажем, некакви автокритички ноти да се пројавуваат, бидејќи цело време говорат дека пораките се примени и дека им предстои работа на која што ќе треба да продолжат да работат. Зоки, точно ли ги отсликувам овие пресеци? Да, генерално. Може да се каже дека кога зборуваме за победи и порази, дека сите се поразени во однос на излезност, ако така гледаме. Значи, не успеа политичките партии да излечат, ова ми се чини еден од немалите цензуси до сега. Добро, статистиките велат дека дека излезноста релативно помала, но мора да признаеме дека со ова први претседателски избори кои не се држат паралелно со други избори, и дека во меѓувреме сепак од Македонија замина многу луѓе кои се наоѓаат на изборниот список. Експертите велат, само уште тоа да ви кажам, бидејќи јас тоа го проверував, дека во суштина кога би имале прочистен избирачки список и така најавно, нивната проценка е дека вчерашната излезност е над 60% и повеќе што велат за претседателски избори. Не можеме да се отргнеме Ордановски од печатокот дека овие избори практично наликуваа на парламентарни во однос на кампањата, на реториката, на темите што се вадеа, дека кандидатите беа некако во втор план, лидерите на партиите и партиската конјунктура со темите што партиски избори со други избори. Па на некој начин еве нека бидат и партиски, нели, проба на што е и нормално, нели, во крајна линија во вакви околности. Кандидатите немаат своји штабови, па независно од партиите да трчаат па по нив камерите и само тие одредени нели луѓе околу нив да даваат изјави или кандидати да бидат во преден план. Со темите кои се значајни за функцијата претседател на држава. Но се едно, од таа страна мислам дека ако така гледаме, можат сите да бидат незадоволни со излезноста, односно со степенот на мотивираност на гласачите да излегуваат на избори. Тоа особено се покажа во првиот круг. Знаеме сите добро и кампањата дека се тераше активноста на политичките партии, дека во тие 15 дена меѓу двата круга железни опинци искинеа. Не знам дали тропа баш од врата на врата, кај мене не тропна, немала потреба веројатно, но искинеа железни опинци да излечат. Мобилизираат. А јас ке речам дури да излечат што повеќе луѓе. Си имаат разни методи од најлаичките, најбезболните, нели, за мотивирање до инструментите што ги имаат партиите кои некогаш некому во некој семејство направиле услуга, па малку ги подсетували. Имам и такви информации во ова. И тоа е можда легитимно сега кај нив. Тоа се партиските. Од друга страна, мислам дека
сите се победници, еве да идеме поред. Прво, во првиот круг Беса и Алијансата извадија 70, скоро 80.000 гласови. Тоа е бројка и мислам дека и над нивните партиски очекувања. Во вклучително со вториот круг победници се ВМРО ДПМН, исто така извадија од локалните избори преку првиот круг до овие избори постојан раст на, не правам стратификацијата на гласовите сега од каде доаѓаат и така натаму, но на нивното конто се слеваја, може да кажа дека се исто така победници. Победници се СДСМ и ДУИ, бидејќи и тие извадија доволно гласовичи за да победи нивниот кандидат. Победник е Стево Пендаровски, стана председател на држава. Мислам дека губитник е само Гордана Силјановска, бидејќи таа ништо не доби практично, можеби во некој едни на некој министерско место и слично. Но ете, јас така гледам првично на победите и поразите на политичките партии. Во секој случај, мислам дека се тоа мали победи на партиите во нивните големи порази на овие председателски избори. Ѓунер, твојата оценка, па потоа ќе поминеме на некакви други параграфи. Прво, дека кандидатите на Стапија како условно речено надпартиски кандидати влечи корена од една чудна теза која што се уште не можем до крај да ја објаснам, а таа дека партиите се легло на сатаната. Просто тоа се легло на се лошо што може да се направи или да се смисли во оваа земја, и кога ќе спомнете партии, тоа малтене звучи како навреда. Јас се разбира не се слагам со тоа. Партиското политичко организирање е потполно легитимно политичко организирање. Сега, какви партии имаше на сцената, тоа е друго прашање. Го имавме СДСМ, кој што е во во една трасирана стаза, која што стаза си ја оди трпеливо, по скапа цена, многу пати лошо, многу пати се сопиња, но на крајот на криштата СДСМ сепак успеа да го изоди и овој чекор од оно што го нарекуваме процес на нормализација на земјата. Ние сепак, иако голем дел од, предпоставувам и од гласачите, а и од гледачите, заборавија каде бевме ние 11 години. И сега СДСМ го изоде и овој чекор. Со сите проблеми, нели? Тоа сакав да кажам, можеби најголемата победа е тоа што всушност поминавме едни комплетно мирни, комплетно легални со некакви 10 до 15. Тоа за СДСМ не е необично, бидејќи СДСМ сепак е партија која што години наназад покажа дека е подготвена и да плати цена. Да плати и скапа цена политичка за тоа што го прави или за тоа што не го прави, за жал, понекогаш. И во таа смисла бројот на гласови на контото на Стево Пендаровски, персонификација на идејата на нормализација во овој момент, е сосема добра бројка и се разбира, јас не би се повел со ова бројка што е на избирачкиот список 1.800.000, која што е абсурдна бројка во држава во која што од 2002 година немало попис. Ние не знаеме колку сме тука всушност. И излезноста, неизлезноста на крајот на криштата не е некој индикатор врз основа на кој што можеме да влечеме крупни заклучоци. Да, има разлика од првиот круг до вториот круг, има разлики во излезноста кај некои средини кај што е демографската слика поинаква, мислам на овие средини каде што доминира нели албанската етничка заедница и така натаму. Но во крајна линија партиите сепак успееја, но и граѓаните, да не ги забораваме, успееја да излечат една сосема солидна бројка, бидејќи во Македонија на крајот на криштата, кога е максимална излезност, кога се сите пресрекни од излезноста на граѓаните, таа бројка не достигнува 1.100.000 гласачи. А вчера излегува 850 и нешто илјади, што е сосема пристојна бројка според мене. Добро, на тоа, да, Зуки, Не, да не заборавиме ова што Ѓунер го спомна од почетокот, дека партијата што сега
ја предводи владата, помина низ разни премрежија. Преспанскиот договор е голема шлаканица за многу граѓани. Го доживеа како пораз и нет према нашите соседи, договорите и така натаму. Тоа многу луѓе демотивираше, кои исто така беа против режимот на Груевски, кои излегоа и гласаја, нели на. Малку индикативно е што тие 600... Извини, 620.000 ги беа на референдумот. Сега, штото го сакав да прашам, каде се тие? Па еве и за СДСМ, 620.000 гласачи на контото, например, на СДСМ. Или, кога се говори за... ако ќе ги извадиме, ако сакаме гласачи од другите партии, јас не сакам сега етнички да спомнувам во овој контекст, сепак СДСМ не ги доби сите гласови од референдумот што како претпоставка ги доби. Кога го говориме Преспанскиот договор, забораваме и начинот на кој потоа после референдумот беше донесен. Тој начин разочара и демотивира, претпоставува многу. Да, сигурно. Поентата ми е само договорот евентуално. Додека ние, новинарите, аналитичарите, не знам другите професии, вклучително и опозицијата, седеа во своите фотели во белите палати, СДСМ, вклучително Заев и Димитров, ги скинаа чевлите да се случи Преспанскиот договор, да се кренат конечно рампите на Македонија после толку години за евроинтеграциите. Тој чин се плаќа сега СДСМ цената, во меѓувреме како да позаспаја дел од другите функционери од министерствата, веројатно се мораше да оди преку премиерот, додека тој трчаше по да ја спасува државата и да ги отчепи тие блокади што ги имавме толку години. Немаше некоја поддршка од својот владин тим, веројатно доволно, и по хиерархија надолу, секој во својот ресор. Дали со овој да кажем, тоа е цената што ја платија на некој начин. Јасно ми е тоа. Мислам дека на крајот таа цена и не беше толку висока со оглед што сепак победија на изборите, а и конечно и после не само тоа, него се извинам уште еднаш се покажа дека граѓаните на Македонија, генерално гледано, гласачите на некој начин не на некој начин, легитимно го поддржаа. Така, го легитимира Преспанскиот договор, бидејќи огромно мнозинство. Така, на крајот на криштата тезата дека референдумот пропаднал, бидејќи кога би излегат тие да гласат против него би биле повеќе од тие што гласале за него, излезе дека ни 50% од нив не се тие. Дали на овој начин е ставена точка на прашањето за тоа кое беше многу актуелно меѓу двата круга, како во иднина ќе се бира претседателот на Македонија? Дали ја затворивме расправата можеби пред да се отвори за некакво менување на уставот, за некакво намалување на цензус или за комплетно, како да кажем, менување на политичкиот систем во Македонија, бидејќи тоа е тоа, ако претседател се бира во собрание? За една недела, само кратко, за една недела оваа тема, избори веќе паднат полека во втор, трет, во четврти план. Стево Пендаровски ќе даде свечена изјава и ќе се официализира неговата функција. Медиумите таму ќе бидат насочени сега за неговите активности, не за изборите што помина. Но овие 5 години од неговиот мандат, можеби веќе во првите 2,5, мислам дека е добро да се покренат и политички процеси меѓу политичките партии, меѓу аналитичари, меѓу професори, дискусија да се отвори, дебата. Дебата да се отвори дали овој модел Македонија и е потребен ваков. Јас повеќе текстови сум напишал и сум дал овака повеќе интервјуа на таа тема. Јас сум заговорник и покрај тезите на некои еминентни професори по право, по уставно право и така натаму, дека не е добро да се концентрира власта во една партија која ќе дојде на власт, па и таа да е моќна во изборот на претседател. Јас сум за тезата да се избира претседател во Собранието на Република Македонија од неколку причини. Прво, премала држава сме да имаме толку избори, толку малтретирање, толку кампањи, бидејќи кај нас партиите и натаму ќе бидат главните промотори на било кои избори. Втора работа, ингеренциите на претседателот знаеме какви се. Трета работа, мене не ми е јасно зашто албанските партиите на албанците во Македонија излегуваат на избори за претседател. Кога знаат дека однапред не може да добијат ако кандидатот не е подразбира дека они само би гласале етнички. Тие сакаат да тестираат само колку можат да извадат гласачи. За да можат сега, нели, и во највулгарна политичка смисла, некој од нив, нели, од политичките представници на партиите каде што се концентрирани главно гласачите албанци, да велат дека без албанците во Македонија не може да се избере претседател.
Ја слушам јас таа теза, само ама ја- таа теза е во само суштина ја- погрешна, бидејќи се разбира дека без албанците не ни треба само да се бира само да ја председател. завршам тезата. Значи, не инте. Од тие причини јас очекувам дека ова општество ќе смогне сили да ја отвори дебатата. Не велам дека Да. треба да се бира во Добро, собрание. инаку сите тие прашања за кои говориш исто Но- дека ќе останат отворени и во собраниски Но избори. во таа дебата, може ли Македонија, македонското вакво шаролико, етничко и како сакате културолошко, социолошко општество да изроди не македонец за председател утре? Многу брзо. Зошто да не? Ако е тоа личност авторитет и не мора да биде предложена од политичка партија, но да биде поддржана од парламентот. Да се сетиме само на еден пример на таа консенсуален кандидат, нели? Катица Јанева како дојде за шеф на специјалното обвинителство? Не беше прва ни втора распен, ниту кандидат на партиите во примарните избори. Дојде како дел од компромисот. Тоа е голема е таа Тоа е- дебата. Значи, денес, ако внимателно ја следевте конференцијата на ОПСИ ОДИХР, една од важните или најглавните напомени беше Моделот. дека изборното законодавство треба сериозно да се прегледа. Тоа се разбира, накратко кажано, со дипломатскиот јазик. Во моментот кога тоа ќе дојде на дневен ред, а нема да дојде скоро, бидете уверени, бидејќи има многу други поважни закони, ова дебата околу тоа кај ќе се бира и како ќе се бира председател е фактички една прилично академска или псевдоакадемска дебата. Прво да видиме што нас не очекува. Сега, ако седнеме да расправаме како ќе го бираме председателот, би било губење време, Добро, што затоа е што права Иванов вели дека тоа би требало за едно 2-2,5 години да се отвори како дебата Имено, на половина имено, на ама мандатот на 7 овој. недели Исмаил ни беше блокирана држава, ни субвенции, ни да примиш, ни да за избркаш ништо од не работа, ни оставка некој да му при... 7 недели А зошто? Македонија беше блокирана, ни реформи не... Па се која трчаше по Македонија? избори. Македонија која што пред година и пол, ние некни прославивме во наводници 27 април го прославивме. Крвавиот 27 април. Ние забораваме од каде доаѓаме. Ние доаѓаме од земја во која што се случи 27 април. И да е 24 иронијата декември. поголема, ние вчера гласавме на денот кога јадевме ќотак пред владата. Да не кажем присутни петти. на 5 мај, да не кажем присутни во студиото. Да. Значи, ние од таква земја доаѓаме и да не правиме, да не си фантазираме што би било, кога би било, туку да одиме чекор по чекор. Следниот чекор, многу важен, многу поважен од тоа како ќе се бира председател, е всушност како ќе се заврши темата специјално јавно обвинителство. Значи, тоа е следниот чекор кој што нас не очекува. Сега го изодовме чекорот, добивме нормален председател, кој што нормално ќе функционира, го сметаме за одговорен човек, ќе заборавиме дека во оваа земја постоело некогаш некој со име и презиме Иванов. Не сега- присутниот Зоран Иванов. Да, не присутниот Иванов, да. Има многу. Не имплицирам никаква врска, се разбира, шега е, ако е шега. Не допирам ја до тие височини да се грижите. Според тоа, следниот чекор, кој што е иначе тест за ова ВМРО кој што се замислува дека готово завршивме работа, измивме раце, се заборави нашето крваво минато, иако половина извршен комитет се уште им е пред судови, пред судски инстанции, а допрва ќе се отвараат предпоставам истраги. Тие мисле вчера, завршивме, еве женава ни заврши работа со незиниот измиен лик, ние измивме раце и сега сме ние нормална, легитимна опозицијска партија која што Ќе му создава пекол на ќе му премиерот создава како што спекул на најавија. премиерот, заборават кој бе, односно кој им седи уште таму внатре. Тоест- И тој тест се вика што? Ако сакаат да почнеме да ги сметаме за сериозна партија, они имат два нормални теста да ги издржат. Првиот е да го поддржат законот за специјално јавно обвинителство. Второто е барем да не се извинат за ќотакот од 5 мај, од пред неколку години. Тоа Ѓунер И мислам за дека 27 нема, тоа нема па да се случи. до тогаш ќе бидат на листата кај многумина на
како да кажам, екстензија и на злосторничкото здружение. Нема За доблест кое да честитаат, Нема што доблест ви да кажа данас, честитаат, само. па да се Па извинам. сега, тоа значи Но дека се тоа е- уште се тие во матрицата Будимпештаc. Тоа е нивото на политичката Ништо друго. култура воопшто. Сега, Добро, но тоа ќе граѓаните гласале вака... но тоа ќе предизвика конкретни последици во политичките случувања. Оти ќе се навратиме и на СДСМ. Добро, кога го отворивме ВМРО. Ние вчера и во двата говори и на кандидатката кој беше еден предол говор, се разбира, со многу како да кажам, сконцентрираност врз самата себе кандидатка и така натаму, барем според мојата оценка. А потоа и во говорот на Христијан Мицкоски ние не чутме никаква автокритика, никаква, како да кажам, интроспекција за тоа дека може би се направени некакви грешки, дека може би е тоа резултатот на изборите и заради тоа и така натаму. За разлика од говорите на тие избраниот веќе председател и на председателот на партијата најголема која што го поддржуваше со автокритика. Затоа и велам, прашувам, дали тоа значи дека во опозицијата се затворени прашањата за прво, за местото, улогата и функцијата на господинот Мицковски, и второ, за самата природа на партијата во смисла на незината демократски капацитет и воопшто тие процеси кои што почна и нигдека не завршија. Дали со овие председателски избори, ова што Ѓунер вели дека триумфално се дали е тоа така? Мислам дека лидерот на ВМРО ДПМН најави дека не планира и не размислува за никакви реформи во партијата, бидејќи мислам дека и не знае што е реформа, каква реформа и треба на таа партија. Тој така дојде, така е наследи и само игра на картата на таа амнезија, што вика и Ѓунер, дека граѓаните ќе заборават дека биле тепани, дека биле во прогони и така натаму. Им даде ветер во грбот сега овие 2-30.000 гласови повеќе од првиот круг, уште 100.000 гласови повеќе од тоа, но ќе се излажат ако со таа верба истрчат на наредните парламентарни избори до година во декември, месечни ќе бидат редовни. Играат на незадоволството на граѓаните и од оваа власт, нели? Да. Бидејќи и таму се покажа непотизам, значи СДСМ страда од не знам некои мири, од некои работувања, некои непотизми, од сите клиентелизам, од разни тие фондови за иновации или како се викаат, и тоа граѓаните ги разочара тотално, ги депримира, ги остави дома. Затоа СДСМ освои еден релативно скромен резултат во таа смисла. Има поголем капацитет, дори мислам дека и кандидатот Стево Пендаровски излече на свој грб повеќе, но тоа е лажна слика па за ВМРО ДПМН ако мисли дека ќе ги повтори, ќе му растат и натаму овие резултатите од гласовите. Ако гледаме историски назад, ние сите сме овде доволно возрастни, знаеме да земе од 91 година ВМРО ДПМН, таа е партија никогаш не завршила некоја крупна државничка работа во смисла за држава. Секогаш била против. Ако се сеќавате или не знам дали памтите за референдумот. Првите сигнали беа, првите гласови. Да, правиме таа анализа за ќе е точна. Само во една реч. Секогаш на ниво на политички вербални изјави се за, кога треба да се заврши работа. На патриотизмот, на грижата за македонството, за македонците и така натаму. Да се истурка. И уште во овие трета декада веќе ја влеча таа жица, но кога треба Македонија да влезе под фиром во Обединетите нации, тогаш контра. На судни маки Социјалдемократскиот сојуз со партнерите тоа го туркаш на судни маки. Но после не им беше тешко да се качуваат на автобуси да слават победа на наша репрезентација, инаку ќе бевме Јужна Осетија или Абхазија, нели? Кој ќе не прашуваше тоа. Сега са 2001 година лидерот на нивната тогашна партија не сакаше да се фотографира на тоа семино фото. Подпиша на сила, демек те разбирам, јас се обидувам да не ја правиме таа долга анализа. Но сакам да кажам дека лесно е да бидеш политичар и патриот на чувствата на граѓаните, без да испорачаш нешто што е важно за држава, за нивната држава. Ако тоа партијата така го сака и ако тоа го поддржува како начин на функционирање на партијата, што да се прави? Затоа сме таму каде што сме. Па добро, знам, ама што значи тоа ако партијата, опозицијата конкретно во моментов нема сила да направи интроспекција, да се пререди, да отвори прашања, да ги прашањето беше ако сепак имаат поддршка, прашањето беше за ова раководство на ВМРО ДПМН кое не е подготвено да исчекори надвор од својата кожа сега да каже дека ова е ново време. Ова е трета македонска република. Дали е завршен тој процес? Тоа ме интересира. Тој не е почнат во партијата. Да, ама дали нема ни да започне? Нема ни да започне. Со ова раководство нема теорија. Тешко е, освен некој ако не дојде да го обработат Мицкоски да му кажат вака не оди,
направи нов состав и влечи. Нема Што сили. е твојата проценка? Дали е тој процес за ВМРО ДПМН завршен во смисла на некаква внатрешна реформска иницијатива која би дала некаков поинаков исход во функционирањето на таа партија, не ова што и Иванов го... Имаше индици во една така наречена реформаторска група, која што очигледно ја нема се уште силата да наметне дебата во таа партија, која што е таква каква што Зоран ја дефинира воглавно. Но, знаете како е, во демократијата луѓето се организираат во политички партии или во групи кои што би влијаеле во политиката, во јавната сфера. ВМРО ДПМН е партија таква каква што е и во таа смисла јас не гледам, особено тие вчера докажаа со нивните говори, дека всушност немаат намера да одстапат од таа траса во која што се влезени многу одамна. И доведувањето во врска на ова ВМРО со историското ВМРО е малце цинизам, фактички. Не можете вие злосторничко здружение да го поврзувате со некаква историска идеја за ослободување. Но тоа е тема за историчари, некои други кои ќе седат на оваа маса тука. Значи, премногу мислам дека се занимаваме со тоа ВМРО кое е сега тука. Со некој ќе се занимава се уште реформираното судство и обвинителство, затоа што имаат уште многу работи околу тоа што правеле досега во овие изминати 10-12 години. Пазете, диагнозата дека живееме во заробена држава, па не ја заработило ни една европска држава досега од после Втората светска војна. Имало се и се што. Имало времеја на комунизам, имало времеја на железна завеса и така натаму. Имало се и се што се случувало, но диагнозата дека е ова заробена држава ја заслуживме благодарение на тоа ВМРО и на таа матрица која што вчера 1 сат не гнјаваја после избори за да на крајот нели демонстрираат една тотална политичка некултура. Затоа велам следното. Ние мораме како држава да си ги одиме чекорите на трасата која што вчера победи. Таа траса вчера извојува победа, уште една битка е добиена. Тоа не значи дека се сите битки наредни добиени и кои се битки, то Ајде на тоа малку сега да се навратиме, ако мислите дека го абсолвиравме статусот на опозиција. Јас имам уште една реченица за ВМРО, што ДПМН, што мислам дека е значајна, бидејќи председателот ништо не спомна, како што и ти кажа. И денеска, и вчера, и завчера, 3 дена поред прават пресконференција на која ги бројат, ги требат како жито, колку биле албански гласови во кои општини албанци, во кои општини македонци. Таа реторика треба да им заврши, они не се подготвени да сменат ништо. Значи, добри беа албанците, кога гласаа за Борис Трајковски, кандидат на ВМРО ДПМН, добри беа кога, не знам зашто исто така им гласаа. Тогаш беа добри, не, кога беа во коалиција и кога коалициониот колаж си го делеа така како што си го делеа. Тогаш не ги броја гласовите. Да. Сега, вчера, нас граѓаните не убедуваат ова благодарејќи пендаровски победи на албанците, а благодарејќи на што победи Борис Трајковски покојни. Значи, дали се тие за нив уште не се граѓани, по потреба се граѓани. Не се гради таква. Невкусно е. Нешто е невкусно. Невкусно е таа Сакам да кажам, ме праша колку албанци гласат. Ја праша тезата за реформирање на партијата. Нема теорија со таква матрица да се реформира. Таму треба човек, некој Горбачов или не знам, кажете некој реформатор што знаел да дојде некојаш да направи некоја новина од има таму, има граѓани, има членови, има капацитет кои поинаку размислуваат. На другата страна стои СДСМ. Со овој изборен резултат, бидејќи сепак се работи за сударна концепти. И сепак на крајот СДСМ успеа да победи со својот концепт за едно општество, за сите и така натаму. Ај сега да видиме кој е капацитетот на СДСМ да фактички го оствари тој концепт едно општество за сите. Врз основа на досегашните да кажем резултати на тој пат, иако овие анализи дека сме биле зафатени со многу други важни големи проекти и така натаму остануваат, но и врз основа на расположението, да кажем, во целото општество да се поддржи таков концепт, кој што еве повторно победува како наратив,
Меѓутоа, има ли СДСМ капацитет да навистина мрдне, бидејќи таа агенда, освен на ниво на наратив, не гледаме дека се уште се спроведува? По мене теоретски капацитет, програмски капацитет, но нема капацитет во човечка субстанца, нема оператива. И тука СДСМ секогаш бил слаб. Јас еднаш имам напишено дека ВМРО ДПМН е конституирана како католичката црква, под хиерархија, папата горе, па никој не смее ништо да чепне без да се знае од врвот. Ама не овој папа што доаѓа утре, поинаков малку. СДСМ како православна, секој своја епархија, секој свој газда, и тоа не функционира кај партијата. Таа е програмски одлично поставена, ментално одлично поставена во смисла на пропозивност, нели, на нови политики, на свежи, на еднаквост, на општество, сите убави се слоганите, убава е платформата, но програмата исто така е добро напишена. Треба некој да исчекори. Джудер, епархииве имаат ли капацитет во СДСМ да произведат? Нема, секој си е свој газда. За сега идејата е искажана гласно, неколку пати повторена, превземена е морална обврска дека тој капацитет очигледно ќе треба да се реорганизира. И таа реорганизација, да се надеваме, ќе се случи дали во паралелно со овие процеси, пак подсетувам, не очекуваат 2 до 3 критични точки во парламентарниот живот, 2-3 законски проекти кои што мораат да обезбедат амбиент во кој што некои работи ќе се реновираат во разрушената држава, како за почеток. Но моралната обврска за реорганизација на целата оваа структура СДСМовска и коалициона, да не заборавиме, СДСМ е во коалиција со неколку други партии, односно со една поголема партија и други помали, од кој што поголемиот, односно јуниор партнерот, најголемиот партнер, тврди дека да, ние околу таа работа сепак ќе разговараме, иако не гледаме некоја подебела причина да се разговара околу реорганизација на овај Затоа што тие безмалку во декември ќе прогласат дека се е завршено како што треба, бидејќи во декември се очекува финализација на процесот на наше зачленување во НАТО. Нема да оди лесно. Тоа сигурно. Има ли Зоран Заев капацитет за тоа? Зоран Заев лично има капацитете, се разбира дека има, до сега покажа дека во сите проекти што ги зацрта, сите до еден ги заврши. Почнувајќи од, не знам, фамозниот бомбите, од преспансиот, од зачленувањата и така натаму, сите крупни проекти се завршени. Попат. Што по пат се случуваше? Тоа е веќе друго прашање, заради кое што нели и дел од нас не сме среќни или не сме пресреќни заради брзината на одвивање на некои работи. Не, и заради цената и заради квалитетот во крајна линија. Цената е скапа. Таа цена во СДСМ ја знаат секогаш. Од секогаш ние сме сведочели и на други ситуации, како што кажува Зоран, не знам, од ситуацијата со ФИРОМ, референдум и така натаму, СДСМ е подготвена за такви работи. Тоа нема дилема, нити тој, нити неговото најтврдо гласачко тело или подржувач. Се покаже на референдумот 600 кусури илјади. Значи, СДСМ во таа смисла е без сомнение партија. Се разбира дека таму постојат фракции за кои што геслото сега моја мајката е многу важно. Се кадровски фракции, тоа не се Не, фракција од тие... Што е поголемиот? Уште само да завршам. Таму се уште постојат луѓе кои што 11 години беа под влијание, односно, а и присвоија дел од менталитетот на ВМРО-ДПМН, тоест на злосторничко здружение, криминалниот менталитет. Груевизам се вика. Клиентелистички. Па не знам како се вика груевизам, не знам дали тој човек заслужува според него некаков правец да се вика. Клиентелистичкиот менталитет. Клиентелистичкиот менталитет остана. Да. Ова е земја на крајот на криштата, социјалното милје е такво да непотизмот просто произлегува од... Да, Ѓунер, ама од ова што успеавме до сега да го видиме, се добива впечатот дека Заев мисли да се занимава со недоволниот квалитет на работата на градоначалниците.
Не би рекол дека, па гледам дека главните пароли меѓу двата круга беа дека тие недоволно комуницираат со народот и не испорачуваат на локално ниво, има незадоволство. Се чини дека во СДСМ има и покрупни проблеми во самите, како да кажам, Јас не го читам тоа така. Јас видете, и градоначалниците се разбира спајат во групата на луѓе околу кои што ќе се разговара, претпоставувам. Некои се подобри, некои се полоши, некои се снајдени, некои се помалку снајдени, но и таму да не заборавиме дека огромен број од нив наследие празни каси, опустошени општини, опустошени каси, опустошени јавни предпријатија, преполни со партиски кадри и така натаму, но тоа е еден дел од проблемот. Ако го доживеавте така како што го доживеавте, дека градоначалниците се главен проблем, не е така. Јас тоа така не го доживеав и така не го слушнав. Јас мислам дека метлата главно се спомна дека ќе работи таму. Значи, денешната изјава ја слушнав некаде, Заев од нога ја даваше, не знам, на некое место, точно напомна, значи, од највисоките ешелони на власт, па до локалната управа, вклучително и таму каде што сум надлежен, се парафразирам, во партијата. Добро, ајде да видиме што всушност може да направи Заев. Прашањето беше дали човекот има капацитет. Па да, и тоа е исто прашање, што всушност може да направи? За политичар, овде македонски покажа огромен капацитет. Тој е номиниран и за Нобелова награда. Значи, точно заради својата политичка активност. Значи, ова со Преспанскиот договор, со етаблирањето на Македонија во Обединетите нации како држава, конечно, нели, без фиром, со отчепување на процесите за интеграција, тој ја заврши, условно да кажам, својата политичка историска мисија. Се извинувам, ми падна една паралела историска на памет која е несоодветна, бидејќи се работи за потполно различни. И Черчил ја доби Втората светска војна, па ги изгуби изборите веднаш и доби Нобелова награда по тоа, додуше за литература. Сакам да кажам, не значи дека тоа што Заев досега го поминал ќе му биде гаранција дека гласачите имаат нерви да го толерираат. Сум неколку пати веќе во последниве неколку месеци дека мора да испорачаат, ако не испорачаат... Не, праша за капацитет. Покажа дека има капацитет. Добро. Мислам дека неговиот елементарен проблем, мој впечаток е, не знам, нели? Дека нема срце да се ослободи од луѓето. Од тие што е констатирано дека не функционираат. Да беше некој друг политичар од претходниците, знаеме како ги именуваа кадрите, како без чувства. Мислам дека е пречувствителен за... Има една друга паралела, иначе... Спомна Камшик, спомна Метла, еве го теренот. Има една друга паралела. Хрватска. ХДЗ падна од власт со квалификација дека е злосторничко здружение. Нивните социјалдемократи издржаа само 4 години, па ХДЗ се врати. Сега тука, кога борците за правда, за слобода, луѓето со кои што чекоревме по улици, зборуваат за страф да не случајно биде се толку лошо направено, за да ние еден ден тука на местото на Заев добиеме некој Вучич. Во наводници се разбира. Значи, тој страф постои и е оправдан заради тоа што досега преголемите очекувања на сите нас кои што одевме по улици или на одреден начин се спротиставувавме на режимот кој што почнуваме допрва да го демонтираме, се разбира, оправдан, односно страф кој што мораме да го негуваме. Мораме да негуваме скепса, за одговорна работа станува. Добро, во политиката, обично тој вид на стравови, а и овој вид на политички резултати, како што е овој, кај што се уште дискутираме за процентот на излезност, дали е голем, мал и така натаму, знаат да се артикулираат и со појавување на трета опција. Дали оваа ситуација во која се наоѓа Македонија, со оваа опозиција и со оваа власт и конечно со вакви последни избори за председател, како што ги видовме, оставаат простор за појавување на некаква, можеби, корективна опција која што, ако ја нема да биде етнички обоена, до корективна, да, но доминантна нема шанси за подобро време, веројатно, но за коректив некаков од типот има шанси, мислите, да се, можеби од некоја постоечки или можеби како нова. Бидејќи, гледате, кој ќе се свртите наоколу низ Европа,
Победуваат комичари вчера, ова победуваат партии кои што завчера се Со организирани. €1.000.000 кампања велат дека може да се направи еден убав центар, нели, кој ќе биде клучниот политички фактор за формирање влада од било која провиненција. Тоа ние сме го поминали низ тоа. Сеќавате Тито Петковски го донесе Никола Груевски на власт. Се сеќавате Васил Петковски со алтернатива го донесе Љупчо Георгиевски на власт. Сеќавате, ѓу не знае. Значи ВМРО ДПМН никогаш. Каква е сега ситуацијата? ВМРО ДПМН Има ли до можност за Груевски, тоа? вклучително и со првиот мандат на Груевски, никогаш не дошло на власт на парламентарни избори самостојно. Секогаш доаѓало во Па ни СДСМ. Не, зборам за ВМРО, За со таков последните, лакмус. да. Така. Има шанса да се формира, но не знам, нека се појави некој на Ѓудер, политичката сцена. има ли можност за Ако тоа? ти си размислува вака, имаш пројава за лидер на партија. Ми фалат овие 2 милиони, али еве тоа мислам дека не е преголем. Не е работата во 2 милиони. Некогаш неколку пати така наречените 2 карикирам со милиони. парите, да. Не, уредо е тоа Но парите се важни за тоа. Да, ама на крајот да сите такви авантури политички во кои што граѓаните за жал беа поверуваат. втурнати, како завршија треба да подсетиме. Така е. И двете завршија со катаклизми без малку. Првиот пат завршивме со воена Тајван, криза, вториот со режим. вториот пат завршивме со заробена држава. Токму Добро, со ама тие тоа- двомилионските авантури, нели? Тоа би било нефер сега да на тој начин се дисквалификува евентуална политичка иницијатива која би сакала да биде нешто значи, друго. најдемократски пристапувам на темата. Да. Секое политичко организирање е легитимно. И второ, и трето, и петто. Нема ништо на повидок, нема. Ако сме доволно разумни да направиме една трезна анализа на расположивиот политички капитал со кој што оваа земја располага и човечки ресурси на крајот на криштата, но и сите струења кои што се случуваат на јавната политичка сцена, јавно или под маса, ќе видите дека третите опции вообичаено се стално имаат некакви нунковци, викаме, Кумови. некакви кумови и некакви 2 милиони од некаде и така натаму. Затоа јас сум секојаш сомничев кон идеи за трета опција. Сега, за сега- Или се така питорескни, убаво би било, нели? Ние сите би сакале да имаме некаква, не знам, корективна, како што е во Англија либерална партија или во Германија либералите и така натаму. Нова идеја. Но и таа политичка сцена таму гледате доживува друг тип на конвулзии, баш конвулзии. Сега за сега нашата политичка сцена како трета опција ја играат политичките партии кои што се повикуваат на етничкиот презнак, односно овие кои што се во така наречениот албански политички блок. Тие се нашата трета опција. За жал, таму се уште доминира националниот дискурс. Ќе видиме до кога и како. Тие се таму, нели, бидејќи, знаете, кај нас политиката многу често се поставува како лукративна дејност, како можност за црпење на јавните пари. Затоа јас пак ќе ја вратам темата назад. Ние ова земја очигледно мораме да ја поставуваме камен по камен, бидејќи е разрушена, нели? Да воспоставуваме амбиент во кој што ќе биде невозможно политиката да биде лукративна дејност. Гледате колку сме сензибилизирани сега. Функционер кој што после 4 часот случајно уште 100 метра извозил со државниот автомобил до партиското седиште е предмет на антикорупцијската комисија. Веќе друга сензибилност постои кај нашето граѓанство. Еден ден можда и ќе треба да му заблагодариме на оној бегалецот, по чие име овој правец го крстуваме, дека едноставно не научи да бидеме добри граѓани. Само да ве подсетам на Прашањето бегалецот, судскиот предмет му се врати сега на Врховен суд, така што можно е нашиот Врховен суд и да пониште пресудата, па бегалецот Па да добро, го- ние ќе да го спремиме бел дочекуваме, коњ, ќе го викнеме и предпоставам дека во фиоките на специјалното обвинителство
има се уште недовршени предмети околу него. Прашањето за третата опција е многу легитимно и логично со оглед и на излезноста во првиот и во вториот Па затоа и изборен го круг. прашувам, затоа што Значи, очигледно постои контингент. Сигурно, им треба некој нов порив, можеби нова идеја и така А и натаму, европската нема. паралела говори за тоа. Во сите главни европски демократи и главните партии се во криза. Не знам, јас не сум забележал нешто што би можело да се изроди во нешто значајно како политички субјект. Сега има некои идеи, некои николци, но тоа се сведува главно на Facebook партија со лајкови членови. Да. Нели, ништо повеќе од тоа за сега. Ќе видиме Сакам да привршиме со веројатно логичното прашање за тоа што после изборот на Пендаровски денеска веќе и вчера вечерта, но денеска веќе сите клучни меѓународни фактори го честитаа изборот, од мултилатерални до билатерални, да кажем, честитки меѓудржавни, но и на големи организации и така натаму. Орбан дали го честита? Искрено да бидам, не проверивме за Треба Орбан. Дејан од 10 така. Да, не проверивме за Орбан. Меѓутоа, и сите кажа, мислам дека BBC тоа го сконцентрира во 4 оценки за тоа што значи изборот на Пендаровски, дека сега земјата практично продолжува да оди кон тој проевропски, реформски и така натаму пат. Ние застануваме сега на една точка во која што чекаме, одеднаш се создаде голема неизвестност околу датумот за преговори со Европска Унија. Како да сега прашањето дали ќе биде 2 месеци порано или покасно е клучното прашање за кое мора земјава да пропадне или да опстане. Сепак, имајќи ги предвид турбуленциите кои што се случуваат во Европската Унија, може ли да се очекува дека Македонија во некаква догледна перспектива, барем до парламентарните избори, ќе направи суштински реформски потфати, дури и без разлика дали ќе добиеме поддршка од Брисел за добивање датум, отварање преговори и така натаму. Имаме ли ние капацитет за сопствено реформирање без тој притисок? Капацитет имаме. Ова со изборот на Стево Пендаровски за првата државна функција, нели, е значајно и од аспект што после толку време профункционира и таа значајна институција. До сега беше блокирана. Ќе профункционира, ќе видиме како ќе функционира. Ќе функционира неминовно, па го знаеме човекот. Сигурно дека во таа колерација од преспанскиот, од пред тоа, од интеграција НАТО, безусловни, значи. Нема услови, чекај да видиме, да направиме ова, зашто ќе го изгубиме идентитетот. Значи, без национални баласти, ослободен европски калибар, и мислам дека може. Оваа држава има капацитет да го направи, но нужно е тоа да го направи заедно со опозицијата. Да нема клипови во парламентот на секој закон, на секоја запирка, да се билдаат само рейтинг по цена да се добие власта и така натаму. Можеби на наредните избори не е важен датумот. Многу е важно ние дали тука ќе ги почнеме реформите. Датумот е важен заради контролата што Брисел ќе ни ја поставува на секоја лекција. Ние имаме тетрадка од Прибе која ја отворил, треба да седнат и по неја да работат. Но има капацитет, има време да испорачаат на Брисел доволно резултати и доволно реформи. Не знам како ќе биде со администрацијата, каде што ништо не е мрднато, со здравството, каде што се тешки проблемите, со образованието, каде што исто така нема крупни зафати и така натаму. Економијата е таа која може да повлече покрај сите проблеми што ги имаме и најниските плати, нели, што граѓаните во Македонија во просек ги имаат во регионов, дури и Косово има поголеми од нас, но ако се сака се може. Но мислам дека треба да се седне со опозицијата. Можно е на изборите до година да влезат сите во влада на крај. Ќе видиме. Можно ли е тоа да се случи Ѓудер во некоја догадна иднина да заради реформските потреби се прави некаква голема влада? То не знам, да бидам искрен, со кого би се правила таа голема влада. Со овие вчера што не гњаве 1 сат после избори, не, сигурно не. Но да се вратиме на тој фамозен датум, стана битен и се усвити во текот на предизборната кампања. Дали ќе биде јуни, јули, дали ќе биде септември е за мене ирелевантно. Поважното е дека до крајот на јуни мораме да завршиме 2 важни работи. Едниот е, пак ќе го повторам, законот за јавното обвинителство и статусот на специјалното јавно обвинителство. Тој мора да се заврши и во таа смисла Заев, како што ми изгледа, е подготвен да плати било каква цена. Ама за квалитетно решение, не за лошо решение. Се разбира, квалитетното решение ќе подразбере опстанок на СЈО. Без СЈО
тој закон ќе биде некаква папазјанија. Тоа е прво. Второ, колку што слуховите зборуваат и реновираниот закон за администрација кој што ВМРО ДПМН иначе специјално го донесе гледајќи дека ќе заминува за да си ги заштити своите инсталации во државната администрација, то исто така до крајот на јуни ќе биде предмет на собраниска расправа, односно на собраниска процедура. Доколку тие две точки се завршат и овај закон за специјалниве служби за... Добро, тој е веќе во поодмината фаза, практично. Во одмината фаза, тој се разбира ќе претрпи сигурно во јавната расправа, дискусија, ваква дискусија, онаква, има контроверзи се разбира, но овие првите два се многу битни, важен ги и тој, но тој има друг тип на важност. Со овие два закони ние датумот ќе го имаме. На крајот на криштата датумот е метафора. Да. Битно е сега тие закони всушност да заживеат и на крајот на криштата, нели ова реорганизација, најавената реорганизација почне да тече, да бидат видливи резултати, бидејќи нема што друго да видат нашиве граѓани. Пари во таа смисла нема, значи да го почувствуваат добробитот на дојде животот во джебот, се уште е рано да зборуваме за тоа. Зоран Иванов, Џуниор Исмаил, мислам дека доволно е за вечерва. Ако ништо друго отворивме повеќе теми од колку што успеавме ги затвориме, сигурен сум дека ќе имаме уште многу прилики бидејќи оваа приказна за Македонија ќе тече. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Еве часот е негде 8 минути до 11. Останете со последното издание на вестите на 1 ТВ, а потоа може би е ред и порано да се легнете, бидејќи утре не чека неработно работен ден, сепак е папата историски настан неговата посета во Македонија и во Скопје и се надевам дека ќе уживате и со нашата програма и во утрешниот ден, бидејќи ние ќе ја покриеме таа посета од неговото стапнување на земјата македонска. Ви благодарам, јас сум Сашо Ордановски, ова беше понеделник, 1 ТВ отворено студио.